Со одлуката учениците да патуваат исклучиво со редовните автобуски линии, а целосно укинување на превозот за учениците од штипските населени места, но и оддалечени населби, СДС стави уште еден товар на грбот на родителите. Ова денес на пресконференција го кажаа од локалниот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Бидејќи за носење на ваквата одлука, општинската администрација се повикува на строго почитување на законската регулатива, прашуваме дали СДСМ ги почитува законите само тогаш кога се натовар на граѓаните, а кога е во прашање нивниот личен комодитет и зачувување на владеачката позиција се работи надвор од сите закони и процедури, дури и во собранието како законодавен дом. Ова ли е образованието за кое треба да сонува секој ученик? Дали ова е квалитет кој треба да ги задржи младите во Македонија или тортура и трауми кои ќе го одведат младиот човек што подалеку од родната земја? Реакција на пресконференцијата на ВМРО ДПМНЕ пристигна од прозваната страна со образложение за законските измени во бесплатниот ученички превоз. Сега кога СДСМ става ред во нередот кој тие од ДПМНЕ го направија и кога им ги плативме долговите од 17 милиони денари само за превоз и кога инвестиравме во образовните институции над 600.000 евра, тоа нив им смета. Согласно законот за превоз во патниот сообраќај, бесплатниот превоз на ученици на подрачјето на 2 или повеќе општини, каде има утврден возен ред во рамки на меѓуопштинскиот линиски превоз, се врши од страна на носителите на дозвола за меѓуопштински линиски превоз.